ВМРО ДПМН уште и во својата предизборна програма, во сите програми во изминатиот период, постојано нагласуваме дека главниот акцент секогаш го ставаме на економијата, бидејќи без економија, без нови работни места, без зголемување на извозот, без зголемување на инвестициите, нема напредок, нема подобрување на животниот стандард, и тоа е нешто што како политика, како фокус беше и останува во жижата на она што го работиме. Многу е јасно од она што може да го видите и во медиумите, дека се наоѓаме во наистина сложена, да не речам тешка економска криза која што има зафатено Европа, но сепак должност е малку да ве потсетам за што е она што се случуваше во минатиот период, почнувајќи од периодот кога ВМРО ДПМН ја презема власта во крајот на 2006 до сегашната ситуација, една сосема куса ретроспектива. Значи, она што се случуваше до 2006 до оние резултати на СДСМ, до владата на Бучковски, беше една анемична економија со стапки на раст кои што не се разликуваа многу драстично од она што се случуваше во нашето обкружување. Едноставно Македонија, политиката која што се водеше во делот на економијата, до тогаш ја окарактеризираше простечност. Со доаѓањето на владата на Никола Груевски во 2000, кон крајот на 2006 се започнаа низа на драстични промени и реформи во делот на економијата. Прво се започна со големо намалување на даноците, се воведе рамниот данок, се воведе бруто платата, се намалија даночните стапки и на персоналниот данок на доход, се направија големи подобрувања во даночната политика, со што се создаде една атмосфера да Македонија има меѓу најниските даночни политики во светот и можеби и најниска во Европа. Значи, почнувајќи од она што представува товар и за граѓаните, товар и за компаниите кои што се носители на економскиот раст, едноставно она што е товар од државата се намали на стапки од околу 10%, што и ден денес представуваат помеѓу најниски во светот. Се пристапи кон една севкупна многу поголема акција за подобрување на бизнис климата. Имено бизнис климата според индикаторите на Светската банка во 2006 година Македонија ја карактеризираше како 96-та земја во светот, и тоа во тој момент од 182 држави. Значи, ако погледнете, Македонија беше рангирана по тоа каква бизнис клима има во втората половина на светско ниво, значи во она полошата група. Постепено, со голем број на подобрувања во секторот градежништво, во секторот на економија, во секторот на катастар, во секторот на централниот регистар, во она што го спомнав, даночна политика, во речиси сите сегменти на функционирањето на државната администрација, постепено, значи, деловната клима се подобруваше, така што на што често пати го спомнуваме во медиумите, од тоа 96-то место, постепено на истекот на годините дојдовме до 23-то место во светот. За што тоа значи? Тоа значи и при тоа бројот на држави кои што се рангираат се зголеми. Тоа значи дека Македонија стана во оние најдобрите, да речам, 15% од држави кои што имаат најдобра бизнис клима во светот, а секако во регионот се наоѓаме убедливо на првото место. Она што е поинтересно, нели, често пати се говори, сакаме да станеме членки на Европската унија, тоа го знаеме, бидејќи таму ќе имаме повисок животен стандард и слични работи, но во делот на бизнис климата ние денес, иако можеби на тоа на некој нема да му звучи реално, но имаме подобра бизнис клима од 20 држави што се членки на Европската унија. Тоа значи дека овие подобрувања што се направени не ставаат како да сме членки на Европската унија. Се разбира, ќе биде потребно време да имаме кумулативно уште повисоко ниво на инвестиции, уште повисоко ниво на платите, на животниот стандард, на конкурентноста на македонската економија, но ова е еден силен индикатор дека Македонија во делот на реформите се движи по вистинскиот пат. Значи, особено во делот на економијата. Ако ги погледнете, значи, овие подобрувања, како тие реално се рефлектира на невработеноста, на стапките на раст на економијата, 2007-2008 година, веќе се почувствува значително првпат позитивните ефекти од овие реформи.
Македонија во тие години ги постигна историски највисоките стапки на раст на економијата, 6% и 5%. Значи, претходно никогаш повеќе, никогаш порано, македонската економија не растела со такви стапки. И тоа беа стапки на раст кои беа многу повисоки од оно што се случуваше во остатокот на светот. Значи, тоа покажува дека нашите политики, оно што сме го правиле во тој период, биле правилно поставени. За прв пат во оваа влада, тоа вака малку како објаснување, се направи организиран пристап, системски, стратешки пристап на привлекување на странски директни инвестиции. До 2006 година, значи се чекаше едноставно, владите до тогаш беа прилично пасивни, чека ако дојде некој инвеститор добро, ако не дојде никому ништо, и ако дојде се обидува обично да му продадат некоја државна компанија или некаков монопол со цел да се прикаже дека ете имаме странски инвестиции. Но реално гринфилд инвестиции, нови почетни компании во Македонија до 2006 не доаѓаа. И тоа беше еден сериозен предизвик, бидејќи странските компании не само што носат капитал, имаат и домашните компании и домашните инвеститори капитал, но она што е потребно на Македонија, тие носат знаење. И од тие причини земавме еден организиран пристап. Се направија неколку работи. Прво се почна со поинтензивна промоција на државата. Значи, низ странските медиуми, како што е CNN, BBC, другите светски канали, ќе може да видите реклами за Македонија како инвестициона дестинација. Се направи мрежа на промотори кои што се наши македонски државјани, кои што знаат состојбата овдека и кои што во преку 25 држави се обидуваат да донесат инвеститори, да ги убедат компаниите по прва фаза да посетат кон Македонија за да видат дека овдека навистина може да се направи бизнис. Се екипираше целосно Агенцијата за странски директни инвестиции и финансиски, и кадровски, и просторно, со цел да има место на еден организиран начин каде ќе доаѓаат инвеститорите. Се расчисти и целосно се разви концептот на слободни економски зони. Прво, гледано системски, значи откривање на поволни даночни услови кои што постојат таму, поволни пакети за државна помош, поволна инфраструктура, за почеток во првите зони што се направија, место каде што ќе може да дојдат инвеститорите. Конечно, се почна и со она што некој пат е и предмет на критики на оние посети или роучоа, како што ние ги викаме, каде што премиерот или неколку министри од владиниот економски тим одат директно низ странски држави, презентираат, зборат за Македонија, се обидуваат да ги убедат компаниите да дојдат. Резултатите за тоа се евидентни. Во изминатите 6 години преку 1 милиарда и 600 милиони евра инвестиции се дојдени во Македонија. Тоа е износ кој што е неколкукратно поголем од сите претходни странски инвестиции што се дојдени во Македонија, без при тоа да се продаде ниту една државна компанија од голем тип што представувала монопол. Значи, нити е Телеком, нити е ЕСМ, ништо од тоа не е предадено. Овие 1 милиарда и 600 милиони се дојдени како нови, свежи пари во Република Македонија, токму како резултат на овие напори. 2006 година оваа влада затекна на ситуација во аграрот македонски, која што воопшто не беше добра. Расепкано земјоделство, уништени големи системи, многу мало производство, нарушени односи помеѓу индивидуалните земјоделски производители и системите големи кои што ги откупуваат земјоделските производи. Истовремено, огромни површини на земјоделско земјиште беа поделени на многу мала група на луѓе. Како илустрација, ќе наведам следно. До 2006 година над 95.000 хектари државно земјоделско земјиште беа поделени на само 412 лица, што правни, што физички. Значи, цели планини, цели полиња беа поделени само на еден човек. Од 2006 година до денес ние имаме објавено околу 68-69 огласи на кои што поделивме околу 65.000 хектари на 6.690 лица. Значи, праведно и праведно. 10 хектари поделивме на секој земјоделец или заинтересиран граѓанин на Република Македонија кој што сака да се занимава со земјоделство.
10 хектари е отприлика оптимална површина на земјоделско земјиште кое што би можело преку едно економично обработување да дојде да донесе и солидни реколти, односно солидни финансиски ефекти од сето тоа. Во Радовиш исто така е познат вашиот случај дека од 2006 година имаме поделено некаде околу 900 хектари обработлива земјоделска површина која што било во државна собственост. Тука е проблемот заради тоа што земјоделското земјиште е ресурс со ограничени можности и со ограничена површина. Од тие причини Министерството за земјоделство од страна на владата доби задолжение во соработка со Агенцијата за катастар недвижности во најскоро можно време сите слободни земјоделски површини да ги дефинира и да ги воведе во владение на Република Македонија, за да можеме и во идниот период повторно да ги делиме на заинтересираните земјоделци. Дали преку онаа форма со објавување на јавни огласи од 10 хектари или другата форма на заинтересирани покровни земјоделци кои што сакаат да добијат поголема површина, поголема од 10 хектари, значи 50 или 100 хектари за да може да се обработува земјоделското земјиште. Истовремено сакам да кажам дека 2006 година владата затегна на ситуација во која што беа дефинирани некои си 5-6 милиони евра као наводно за субвенции на земјоделците, од кои што веќе повеќе од половината беа предвидени за закрепување на дупки во пензијско-инвалидскиот фонд, а само отприлика 2 милиони евра беа исплатени на тутунопроизводителите. И тоа скромни средства. Владата не само што ги надокнади овие средства, туку ги зголеми на 20 милиони евра, односно на 17 милиони евра во 2006 година, а веќе во 2007 година почнавме со агресивната политика во субвенционирањето во земјоделството. Тоа се однесува на следново. Започнавме со 20 милиони, 45, 70, 90, 100, 115, 130 и оваа година 135 милиони евра. За прв пат една влада има донесено 5-годишна национална програма за развој на земјоделството и руралниот развој од 2013 до 2017 година. Министерството во соработка со сите форми на здружување на земјоделците, со најрепрезентативните легални представници на земјоделците, заеднички ја донесе програмата заради тоа што тоа е потребна на земјоделците. Доколку до 2012 година имаме поделено околу 400 милиони евра за субвенции, од 2014 до 2017 ќе се поделат дополнително 720 милиони евра во агрокомплексот. Но тоа не е поделување, тоа е инвестирање во најголемата фабрика, заради тоа што имаме конкретни показатели. 2006 година извозот на македонски земјоделски производи изнесуваше 242 милиони евра, скромни. 2011 година вкупниот извоз на македонски земјоделски производи изнесуваше 460 милиони евра. 2012 година се уште ги очекуваме финалните податоци, меѓутоа извозот нема да биде помал од пола милиарда евра, 500 милиони евра. Сето тоа е заслуга на владата, на правилната политика во делот на земјоделството, во инвестирањето во самите земјоделци, во инвестирањето во покривањето на трошоците преку финансиската поддршка кај земјоделците, во возможувањето на можноста да се набава и земјоделска механизација 50-50, така популарната кај земјоделците, за да можеме да го осовремениме нашето производство и да стане земјоделецот значен фактор во државата. Тоа и успеаме, заради тоа што секторот земјоделство веќе е трет сектор во државата. После индустријата и услугите, земјоделството си го доби заслуженото место, заради тоа што имаме производство на земјоделски производи од над 700 милиони евра. Од нив околу 500 милиони евра одат во извоз. Тоа е заслугата на политиката на владата, но пред се и заслуга на самите земјоделци, заради тоа што со својот труд имаат произведено толку големи количини на земјоделски култури. Особено што сакам во оваа ситуација да напоменам е тоа дека ние паралелно со програмата за финансиска поддршка на владата во земјоделството развиваме и друга програма, тоа е програма за рурален развој. За прв пат оваа година од предвидените 135 милиони евра, 23 милиони евра или 17% од вкупно предвидените средства се наменети за руралниот развој. Ние на средбите со сите земјоделци добиваме разни барања за изградба или проширување на каналски системи,
за изградба на мини хидроакумулации заради тоа што е потврдно покрај обработката на земјоделската површина и обезбедувањето на пристапни полски патишта до земјоделската површина, да се обезбеди и вода за наводнување. Како еден проблемите, а впрочем и како нужност заради последиците од глобалните климатски промени и сет оној пустош кој што го остават не само Македонија, него и пошироко заради тоа што тоа е светски проблем. И исто така воведовме изведовме измени во законот за возила, во кој што обезбедивме на земјоделците легализација на механизацијата. Најголем број од земјоделците немаат во посед никаква документација за да можат без никаков проблем да ги возат своите земјоделски машини до земјоделските површини. Тоа го обезбедивме и јас сега апелирам до земјоделците во што поскоро време да ги поднесат сите документи кои што се потребни. Многу едноставна процедурата со давање на една изјава кај пред надлежен орган и заверување во подрачната единица на Министерството за земјоделство. Ништо повеќе не е потребно. Изјава дека машината, односно возилото или тракторот се во негова собственост. Исто така, на барање на земјоделците извршивме измени во Законот за земјоделско земјиште со кој што овозможивме легализација на објектите кои што се наоѓаат на обработливо земјоделско земјиште. Секако тоа се објекти кои што служат во цел на производство на земјоделски култури или нивно ускладиштување или нивна преработка. Има многу такви случаи како што се оранжериите, силоси, разни други објекти кои што се за земјоделска цел и кои што до сега немале никаков документ. Сега и тоа го овозможивме, но тоа е битно пред се заради тоа што постои трета програма, тоа е програмата за ИПАР, средствата од европските фондови во износ од 60 милиони евра, која што нужно бара соодветна документација. Токму таа документација преку овие законски измени ја овозможиме да добиват сите земјоделци. На крај би истакнал дека сите чекори кои што владата ги спроведува во делот на земјоделството, во секторот земјоделство, се во исела соработка со самите земјоделци. Ниту еден чекор, нити една политика која што ја креираме не е во договор со самите земјоделци. Оттаму и резултатите и задоволството на крај на краишта. Би посакувал и 2013 година да биде слична како што беше 2012 година. Перфектна година во однос на откупот на тутунот, во однос на откупот на пшеницата, во однос на откупот на грозјето и сите останати земјоделски култури, еве заклучно се еболката. Оваа година исто така тутунот бележи рекордно висока цена во изминатиот период од просечна 180 денари за килограм на сето тоа уште 60 денари од субвенцијата, колку што следи тоа се прилика 240 денари просечна цена за 1 килограм тутун. Да напоменам дека во сите програми до 2017 година земјоделците треба да бидат спокојни дека ниту една субвенција нема да трпи намалување, напротив, или ќе биде на исто ниво, а во најчест случај тоа ќе биде и нејзино покачување. Проект на кој што сакам да се осврнам, а кој што исто така го оценувам за многу значаен, е проектот за инвестиција во здравствената инфраструктура. Во овој дел исто така спроведувам еден од најголемите проекти досега, а тоа е проект во вредност од над 120 милиони евра. Ова се огромни суми кои што ќе бидат вложени во огромен број на здравствени установи во Република Македонија. 17 или 18 здравствени установи веќе се реновираат или се градат нови, како например болницата во Охрид, болницата во Козле. Еве и тука имаме во Радовиш реконструкција на здравствениот дом кој што се спроведува врз основа на соработка на здравствениот дом и градоначалникот. Така да се трудиме во сите градови во Македонија да имаме определена инвестиција која што ќе овозможи подобрување на здравствената инфраструктура, а со тоа и подобри услови и за лекарите кои што работат во тие здравствени установи, но пред се за пациентите кои што доаѓаат во здравствените установи. Следна работа која што сакам да ја потенцирам е еден проект кој што е исклучително значаен, а тоа е проектот за набавка на нови амбулантни возила. Што констатиравме? Констатиравме дека во Македонија овој возен парк на медицинскиот возен парк е многу застарен. Се користеа многу стари возила, 15-тина, 20 години, некои
стари лади или не знам какви возила, кои што што беа стари и многу амортизирани, него во себе нема никаква апаратура која што може да помогнат за спасување на животот или за одржување на пациентот кој што е во животно загрозувачка состојба до здравствената установа. Затоа спроведовме една набавка со која што набавивме 69 амбулантни возила кои што се веќе распределени низ сите градови и едно од тие дојде и овдека во Радовиш, кои што се комплетно отпремени со најсовремена медицинска опрема. Опрема која што досега воопшто немало во ниту едно амбулантно возило во Македонија. Сега да ви кажам за илустрација од политички аспект малце, само овој проект за набавка на амбулантни возила, само еден проект, е повеќе во пари или како инвестиција во здравство од сите проекти кои што за 4 години ги инвестирале во здравството нашите политички конкуренти. Па сега видете која е разликата помеѓу нивната посветеност инвестициите во здравството и посветеноста инвестициите кои што ги прави ВМРО ДПМН. Моето излагање ќе го започнам со најновата мерка, најновата одлука што ја донесе владата на Република Македонија во однос на начинот на приватизација на градежно изградено земјиште кое лежи под диво изградените објекти. Бидејќи има многу прашања од граѓаните, постојано се уваат во Министерството, еве ќе искористам оваа трибина уште еднаш и тука пред Радовишани да објаснам оваа одлука, оваа мерка. Имено, владата на Република Македонија од ваков тип на трибини, од голем број на средби со граѓани, увидовме дека легализацијата како процес е неопходен за оваа земја и го донесовме законот. Знаете, се пријавија над 360.000 граѓани и компании кои поднесоа барање за легализација. Имено само во Радовиш имаше поднесено околу 4360 барања за легализација и добро е што веќе околу 600 од нив се решени. Но кога го направивме процесот на легализација, луѓето, компаниите полека си ги решаваа куќите, но најголем дел од или дел од диво изградените објекти лежат на земјиште на Република Македонија. Тогаш како влада го разгледавме овој проблем, го разгледавме барањето на граѓаните и донесовме одлука. Земјиштето на кое се изградени куќите е собственост на Република Македонија по донесување на детален урбанистички план, бидејќи прв чекор е општината тој објект да каже дека ќе го вгради во детален урбанистички план. Второ е треба да платите на доместокот кој да ве подсетам како влада рековме да биде само 1 евро по метар квадратен. Трет акт е решението со кое решение го запишувате вашата куќа во катастар во имотен лист. Нареден чекор е кога општината ќе го донеси деталниот урбанистички план да дојдете во Министерството за транспорт и врски или веќе има 41 општина кои управуваат со градежното земјиште, да поднесете барање и земјиштето кое е дел од дворот и она земјиште на кое лежи куќата, можете со новата одлука на владата да го приватизирате само по 1 евро од метар квадратен. И тоа е добро, бидејќи на тој начин целосно граѓаните ќе ја заокружат собственоста и на дворот и на куќата, и тоа го правиме за вас во однос на тоа беше едно од главните барања на граѓаните што се соочуваат во моментов. Исто така овозможивме и за компаниите по многу прифатливи цени од 7 до 5 евра да можат да го откупуваат земјиштето. Овие цени се еднакви со цените по кои граѓаните и компаниите можат да го приватизираат градежното земјиште каде претходно се стекнале корисничко право. Ке се навратам и на патната инфраструктура. Минатата година го започнавме еден од најкрупните проекти во делот на патната инфраструктура, тоа е до изградбата на коридорот 10, преостанатата делница од 28,2 километри. Тоа е патната делница Демиркапија Смоквица, веќе се започнати градежните работи и очекуваме во 2016 година Република Македонија коридорот 10, тоа значи влезот од Србија па излезот кон Грција, целокупниот коридор 10 да го имаме изградено на ниво на автопат. Исто така и за другите автопатишта, вклучително и за патот Миладиновци-Штип, целокупниот економски тим на владата прави напори да обезбеди средства и да започне со изградба и овие делници. Исто така веќе во финална фаза е и еден пат што е многу значаен за вас, тој патниот правец Радовиш-Струмица и очекуваме многу брзо истиот и официјално да биде пуштен во употреба, бидејќи
се надминаа сите оние проблеми, имавме многу пекови, многу малери при изградбата на овој пат, но конечно овој патен правец, како и што ветивме, е веќе реалност. Има и доста локални патишта кои во соработка со општината се реализирани или ќе ги реализираме во текот на оваа година. Например, локалниот пат од Оровица до Калуизија веќе реализиран и тој заврши минатата година. Има и други локални патни правци од Покрајчево до М6, Александар Македонски до Плачковица, од Јаргулица до М6, до Смилјанци, Штурово и Плачковица. Најголем дел од овие по планот, согласно договорите што ги има Агенцијата за државни патишта, треба да бидат завршени во текот на оваа година. Уште еден проект кој е многу битен за пред се за Конче и за Радовиш. Ние започнавме со изградбата на овој патен правец Радовиш Конче Лубница, но сакам да ви давам тука детали. Компанијата која беше избрана за изградба на оваа патна делница имаше проблеми горе, значи во централата, и беше замината во стечај, затоа Агенцијата за државни патишта и активираше банкарската гаранција и наплати средства во висина од 578.000 евра, бидејќи не беше испочитуван рокот, како што тие претходно кажаа, ние ви го соопштивме. Во моментов Агенцијата за државни патишта направи пресек докаде е изграден патот и веќе побара од Европската банка, која помага за реализација на овој проект, да се објави нов повик, да се најде нова градежна компанија, за да може оваа година конечно да се заврши и овој патен правец, кој е многу значаен и за Радовиш, но исто така е позначаен и за Конче. Тука го гледам градоначалникот, сигурно со нетрпение очекува што е можно побрзо да биде завршен овој патен правец. Исто така сакам да напоминам дека владата на Република Македонија за општина Радовиш одвои вкупно 950.000 евра за подобрување на водоснабдителните и канализационите системи. Веќе општината си има произјаснето дека сака да огради канализациониот систем до селото Калугерица, дека сака да огради канализациониот систем до село Воиславци, фекалната канализација во Подареш, изградба на канализационен систем за УБ9 и 9Б во Радовиш, тоа се улици во Радовиш. Тука сакам да напоменам дека треба општината уште малку да ги докоригира проектите, за финално да ги одобри Европската банка која ни помага во овој проект, и очекувам многу набрзо да има повики за почнување на градежните работи. Средствата се тука, треба општината малку да го затегне ременот, да ги коригира проектите и да започнеме со реализација и на овие проекти кои впрочем беа дел од програмата. Како што кажа и господинот Јанакиевски, министерот за транспорт и врски, во делот на канализационите мрежи кои што треба да бидат реализирани во Калугерица, во Војславци, во Урбан блок 9 и во Каршимаеле во Подреш, следуваат одредени корекции на проектите кои што беа малку од постар датум. Во моментот мислам дека се финализираат и во најскоро време ќе бидат предадени, значи во министерството, се со цел да можеме да влеземе во приоритетните општини за реализација на тие проекти. Ја користам приликата да упатам благодарност за тоа што општина Радовиш доби ТИРС зона. Зона која што ветува за Радовиш многу брз економски развој. На Радовиш, можеби сега во моментот и на целиот регион, му требаат отворање на нови работни места. Таа ТИРС зона која што е нетрпеливо очекуваме ние сите, а која што е на површина од 12 хектари во Радовиш, се надевам дека наскоро ќе имаме можност да видиме како се работат и на терен работите, а ние сите заедно со помошта на владата на Република Македонија да бидеме сведоци и на поставување и на првата фабрика која што ќе понуди и решенија околу вработувањето. Се надевам дека Радовиш, како општина, реализирајќи ги своите инфраструктурни потреби, кои што граѓаните секоја година ги поднесуваат, а ние како Совет и како урбанизам ги ставаме во програмите, се со цел да помогнеме за подобрување на животот на граѓаните. Се надевам дека овие последни години кои што поминаа, имавме можност да го покажеме и на дело
реализацијата и изградбата на многоте инфраструктурни објекти, како што се, значи, поставување на канализациони мрежи, градење на улици, градење на тротоари, поставување на мостови таму каде што треба и така натаму. Програмата за оваа година е уште пообсежна и поголема, така да очекувам заедно со поддршка на Советот на општина Радовиш и на председателот на Советот дека и понатаму ќе продолжиме да ги решаваме нашите потреби.